искуство и директната работа со жртви на семејно насилство е од особена важност за денешната надзорна расправа, затоа што дава реална слика за тоа како системот функционира во пракса и каде најчесто потврла. Сведоци сме дека и покрај постоењето на солидна законска рамка и институционални механизми, жртвите, а особено децата, остануваат недоволно заштитени. За жал, токму таму каде што системот треба да биде најсилен во раната детекција и навремената реакција, се појавуваат сериозни слабости. Затоа сметам дека од клучно значење за денешната надзорна расправа е што започнавме да ги идентификуваме не само формалните, туку и суштинските пропусти во постапувањето на институциите, дали станува збор за недоволна координација меѓу службите, за доцнета реакција, за недоволно сензибилизираност на кадрот или пак за недостиг на ресурси и јасни процедури. Особено е важно, според мене, да се осврнеме на случаите каде што се вклучени и деца, бидејќи таму последиците се долгорочни и длабоки, а пропустите на системот оставаат трајни белеси. Од друга страна, сведоци сме и на огромната недоверба на жртвите на семејно насилство во институциите и во таа насока јас би сакала да ми одговорите колку жртвите на семејно насилство, според вашето искуство, имаат доверба во системот и институциите и кои се најчестите причини поради кои жртвите не го пријавуваат насилството. Ви благодарам, тука ќе прекинам, поважен ни е одговорот од прашањето.